Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборуваме за тагата, за болката, за тие помалку пријатни чувства со кои се убедуваме да се носиме како што знаеме и умееме низ животот, со нашата желба и потреба да се ослободиме од нив, да не се чувствуваме тажни, да не боли толку многу и така натаму. Болката и тагата се дел од сечи живот и ние сме надарени, имаме моќ, капацитет да ја чувствуваме својата тага, да ја чувствуваме болката и тоа е, како и способноста за сите други чувства, нешто што е дел од нашата природа и нешто од што не можеме да избегаме. Исто како што и ситуациите, настаните кои што се болни и тажни, се дел од сечи живот. Ке има и убави и болни моменти, ке бидеме и среќни и тажни и не постои човек кој не се чувствувал тажен или не почувствувал голема болка некогаш во животот. Како што реков, ние сме некако природно надарени со капацитети, способности, вештини, да умееме да се носиме со тоа, некогаш повеќе, некогаш помалку успешно, зависно од количеството на болка и тага кои што ги чувствуваме, зависно од нашите погледи на животот, нашите ставови, уверувања и нормално зависно од тоа што се случува и колкава болка ќе ни предизвика, колку е близко, далечно од нас, колку ни значи, колку ни вреди. Самото тоа што ние чувствуваме тага и болка покажува дека умееме да чувствуваме и радост, умееме да чувствуваме и среќа, умееме да уживаме во животот тогаш кога ништо не боли, кога се надеваме и сакаме се така да биде, така да остане, меѓутоа кога тогаш и повеќекратно во животот сите ние ќе ги поминеме овие процеси, ќе ги чувствуваме овие емоции, затоа што ни се дадени и затоа што се дел од човечката природа. Често сакаме да знаеме колку долго ќе трае некоја наша тага, колку долго ќе трае некоја наша болка. Меѓутоа, според мене не постојат правила. Се разбира доколку тоа трае предолго, доколку не кочи во секојдневното живење, доколку не парализира, не можеме да ги извршуваме секојдневните обврски, тогаш е време да побараме помош. Меѓутоа, се додека ја чувствуваме тагата, можеме нормално да функционираме, или се додека сме тажни и чувствуваме болка на одреден период со одредени причини. Тоа едноставно е нешто кое мора да се помине, кое е дел од животот и со кое сите се носиме како што знаеме и умееме. Не постојат магични трикови да се ослободиме од својата тага и болка преку ноќ или да се ослободиме доколку не ги изболуваме, доколку не истагуваме. Едноставно процесот е таков. За да се ослободиме од својата болка, мора да се соочиме со неа, мора да си ја признаеме, а некои велат да ја прегрнеме, да ја примиме во себе, да ја почувствуваме, да ја видиме и да дозволиме да бидеме тажни, да дозволиме да боли, затоа што тоа е во моментот нашата реалност. Секое бегање од тоа, потискување, негирање, може да ни помогне во даден момент како одбранбен механизам, кој ќе ни помогне стресот да не биде голем, кој ќе ни помогне некако да се износиме со тоа. Меѓутоа, секоја болка која ни е дадена за да ја одболуваме, а потоа да ја исцелиме. Секоја тага која ни е дадена за да ја почувствуваме, да бидеме тажни, да поминеме низ процесот на тагување, за да може да исцелиме. Доколку се обидуваме да го потиснеме тоа, да го негираме, да проектираме во некој друг, во нешто друго, да замениме нешто едно со друго, да се обидуваме преку ноќ нашите тажни мисли да ги замениме со весели, ние си правиме против услуга, затоа што тоа не е природно, затоа што ние
одиме против нашата природа. Дури и она што е дел од нашата природа, она што се некои непишани правила, е начинот, времето. Како ќе болуваме, како ќе оттагуваме, колку време ќе бидеме тажни, колку време ќе ја чувствуваме и носиме со себе таа болка. Тоа е сепак некој наш внатрешен избор, некој договор меѓу нашето физичко тело, умот, емоциите и едноставно, освен да се препуштиме на процесот и да признаеме, и да споделиме, и да покажеме дека боли, дека сме тажни, нема друг начин. Ние можеме да применуваме разни техники, разни вежби, особено ако се тоа стари болки, стари таги, па да се обидуваме некако да се ослободиме од нив. Меѓутоа, за тоа ќе ни треба време, за тоа ќе ни треба многу енергија, тоа е процес кој трае и едноставно треба само да го слушаме нашето тело, нашиот ум, емоциите и да дозволиме сето тоа повторно да влезе во некаков баланс. Не можеме да се бориме против нив, затоа што ќе си направиме против услуга. Тоа што можеме да го направиме е да најдеме начин да се износиме, да го поминеме процесот колку што е можно полесно и да дојдеме од онаа другата страна на патот кој сме го изодиле и да имаме желба, потреба, способност да погледнеме со поинакви очи кон животот и повторно да почувствуваме радост, среќа, задоволство. И не треба да се форсираме, и не треба да се притискаме, меѓутоа исто така не треба да се разгалиме премногу и да останеме во сите тие процеси предолго, затоа што така ќе си направиме само штета на себе си. Така нема да бидеме функционални, така нема да можеме да им бидеме од помош и да бидеме присутни на крајот на краиштата во секојдневието со своите најблиски. Не можеш да изодиш низ пеколот без едноставно да поминеш низ него. Не можеш да изболуваш болката без да ја чувствуваш. Не можеш да истагуваш без да бидеш тажен. Затоа дозволете си да чувствувате се што чувствувате. Сите чувства се наши, сите се природни, сите се човечки, не ни се џабе дадени. Тие работат за нас. Ни помагаат дури и кога не изгледа така. Човечкиот живот е прекрасен, меѓутоа исто така полн со изненадувања, пријатни, непријатни. Понекогаш чувствуваме дека ни е направена неправда. Понекогаш чувствуваме дека некој ни погрешил. Понекогаш чувствуваме дека ние некому сме погрешиле. Понекогаш луѓето поминуваат и заминуваат низ нашите животи. Понекогаш не напуштаат, не оставаат. Понекогаш заминуваат за секогаш. И тоа едноставно е така. И не постои начин да се бориме против тоа. И не можеме да го промениме тоа. Единствено што можеме да направиме е да научиме да се носиме со тоа. Со својата болка, со својата тага, со сите емоции, независно дали се тоа за нас негативни, позитивни, пријатни, непријатни, како и да ги нарекуваме. Колку и да ги негираме, колку и да ги потиснуваме, колку и да не ги признаваме, колку и да ставаме маски, да се правиме многу силни пред другите, ние треба да си го направиме нашето. Дозволете си себе си да бидете тажни. Дозволете си себе си да чувствувате болка. Тоа е еден од начините да почувствуваме колку многу сме биле среќни во животот и колку многу пати сме чувствувале радост, а не сме биле свесни за тоа и сме го земале здраво за готово. Јас ви посакувам помалку болка, помалку тага и да умееме да се носиме со она што ни го носи животот. А ако не можеме сами да споделиме, да побараме поддршка од најблиските, иако затреба се разбира, секогаш
stručna pomoć, независно од кој аспект и да ни е потребна. Сакајте се себе си, сакајте ги другите околу, поддржете ги кога ќе бидат тажни, помогнете им полесно да се носат со својата болка, но не заборавете, секогаш направете го тоа прво за себе. Имајте убав ден и се гледаме во некое друго видео.